Пламеницата ги нападна виновите лози во Струмичко. Променливото време е главната причина за појава на оваа болест, која според експертите не поштеди ниту еден реон во Струмичко. Значи дожд и сонце е најдобри услови за појава на пламеница кај било која култура. Дали ќе кај примереве и она напаѓа млади листови. Значи кога веќе се стари листови не може да дојде до пламеница. Колку има прилика за фатено кај виновите лози во Струмичко? Тука процентуално се уште не се знае, нема тука некоја статистика, ама на сите, значи нема места, краеви, кај што лозарски делови во Струмички регион, каде што нема појава на пламеница. И тука сега, пример, пламеницата најмногу сега удира по зрното кај виновата лоза, а удира и по самите млади листови. Од продирање на болеста, што се вика инкубационен период, до првите симптоми може да поминат и 21 ден. Значи, од 8 сата до 21 ден. Значи, не значи дека кој сега здраво, значи, производителот да не прска, може и после 21 ден, кога е веќе листот стар, да се јави пламеница и на постари листови. Експертите советуваат земјоделците правилно да ги нанесуваат препаратите. Најважен во овој случај е соодносот и потребното количество вода за да може да се искорени болеста. Ќе искористам оваа прилика да ве информирам на сите лозари, за да нема појава на пламеница, пепелница, значи да не прскате, а повторно да ве уништи пламеницата и пепелница, да мора да употребите минимално 100 литра на декар раствор. Значи во оваа фаза на развој на виновата лоза, кога веќе е подкршен врвот, не смеете да употребите помалку од 100 литра раствор на декар. Ова го велам затоа што ќе повторам уште еднаш, ако потребите 50, 60, 40 литра на декар, затоа што сведоци сме, има луѓе кои што идат по аптеките, се жалат, прскат, па нема ефект. Али употребат само 40-50 литра на декар. Тука нема ефикасност. Па и на самиот препарат, кога ќе свртите, опачината пишува, пример, 2,5-3 килограми на декар и ќе приметите дека кога ќе изброите количината, кога ќе израчунате колку паѓа на единица површина, ќе видите и самите дека тука ја намалувате количината на самиот препарат на единица површина. Ивановски советува и тутунопроизводителите да преземат навремени мерки против болестите кои виреат при променлива клима, но и да го испрскаат родот против лисна вошка која е многу честа последниве години.